Обвинетиот Миле Јовановски со генерали како во обвинителен предлог на основното јавно обвинителство КО1 број 272/17 од 22.8.2019 година и на расправен записник од 12.11.2019 година е виновен затоа што сторил на ден 7.1.2017 година околу 16:20 часот на улица Варшавска број 24 во дворот на куќата број 9 В/3 од Скопје со умисла тешко телесно го повредил оштетениот Виктор Стојчев од Скопје на начин што откако оштетениот пристапил со своето возило, патничко моторно возило Джип Широки СВ 2385 ВС со бугарски национални таблици пред својата куќа на горе наведената адреса заедно со неговите две малолетни деца Арон и Максим Стојчеви и сопругата Мери Стојчев забележал дека патничко моторно возило BMW X5 со кафеава боја е паркирано пред влезот од дворот, па откако ја употребил сирената и неговата сопруга задзвонила кај обвинетиот, сведокот Бојан Јовановски, син на обвинетиот Миле Јовановски, излегол и го поместил возилото, пошто настапила меѓусебна вербална расправија околу паркираното возило. Па откако оштетениот со своето возило се паркирал во својот двор, обвинетиот која слушнал расправијата излегол од домот и влегол во дворот на оштетениот. Се доближил до возилото на оштетениот и ја отворил левата врата од возачкото седиште и со десната рака го удрил оштетениот со тупаница во пределот на лицето. Па откако оштетениот излегол од возилото, продолжил да го удира со нозе во пределот на левата нога и со рацете во пределот на вратот, од кои удари оштетениот паднал на земја, а обвинетиот паднал врз него и продолжил да го удира, од кои удари оштетениот се здобил со тешка телесна повреда, изразена во вид на скршување на задниот малеол на скочниот зглоб од левата нога. Со кои действија обвинетиот Миле Јовановски сторил кривично дело тешка телесна повреда од член 131 став 1 од Кривичниот законник. Па согласно членовите 4, 32, 35 и 39, Основниот кривичен суд му изрекува казна затвор во траење од 6 месеци. Согласно член 114 од ЗКП, оштетениот Виктор Стојчев за предјавеното имотно правно побарување го упатува на редовна граѓанска парница. Согласно член 105 став 1, обвинетиот се задолжува да ги надомести и кривичните трошоци на оваа постапка, кои ќе бидат подробно образложени во писмениот поправок на првостепената пресуда. Судот накратко ќе образложи пресудата, ќе ја добиете и во писмена форма, ќе ја има и на страната на судот објавено, ги ценеше отежителните околности и олеснителните околности, отежителни видот и карактерот на кривичното дело, степенот на кривичната одговорност, видот и значењето на заштитното добро, околноста дека оштетениот предјави оштетно побарување и се приклучи кон кривичен прогон на обвинетиот. Олеснителните околности дека обвинетиот не доаѓал во судир со законот, истиот е неосудуван, не се водат постапки за друго кривично дело. Фактот дека го призна кривичното дело што укажува на околноста дека е свесен за превземеното противправно действие и на тој начин придонесе за побрзо, поефикасно, поекономично спроведување на оваа постапка. Станува збор за личност во зрели години со оформено семејство, со завршено средно образование, личност татко на едно полнолетно дете. Подробно како што наведов, ќе ги имате образложени сите подетални околности во писмениот оправок на првостепената пресуда. Одбраната имате право на жалба во рок од 8 дена преку овој суд до апелациониот суд во Скопје.